Гордана Кожуваровска, председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на Република Северна Македонија. Во тек е летниот период, во тек се годишните одмори. Бројот на моторните возила, фреквенцијата секојдневно се зголемува по патиштата. Се зголемува и бројот на сообраќајни незгоди во летниот период. Затоа се зголемуваат и температурите во овој временски период. Во оваа ситуација, во овој временски период, во летниот период, бројот на загинати лица и бројот на повредени лица во сообраќајни незгоди е двојно зголемен во однос на останатите периоди. Затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи ќе реализира кампања, летна кампања 2021 под мото "Вози одморен". Во овие жешки временски периоди, ни во еден момент не смеат возачите да го занемарат заморот на високите температури при управување со моторното возило. Бројот на сообраќајни незгоди кога е предизвикан од замор на возач, за жал, сообраќајните незгоди се фатални. Затоа апелирам јас лично и Советот како безбедност на сообраќајот во овој момент да внимаваат на заморот при управување со моторно возило, да бидат одморени при управување со моторно возило, да имаат подолг сон при управување со моторно возило и секогаш најмалце 15 минути да прават одмор или пауза после 2 часа управување со моторно возило. Бројот на сообраќајните незгоди, рековме, е голем, но ланската година, 2020, беше еден од најмал број за сообраќајни незгоди. Тоа придонесува во овој момент, значи, оваа кампања да придонеси за безбедноста во сообраќајот на патиштата. Покрај заморот, за предизвикување на сообраќајни незгоди, битни фактори се и брзината и алкохолот. Сега, во овој момент, ќе направиме една импровизирана ситуација со така наречени пијани на очари, каде што симулационо ќе видиме како се движат возачите кога се трезвени, а имаат поставено пијани на очари, за да осетат како би се движеле и управувале моторно возило под дејство на алкохол. Бројот на сообраќајните незгоди кога предизвикувач е алкохолот е еден од најголемите, за жал. Затоа, Републичкиот совет, заедно со Министерството за внатрешни работи, апелира и порачува нема место за лица под дејство на алкохол во сообраќајот, бидејќи во оваа ситуација, кога имаме такви сообраќајни незгоди, сообраќајните незгоди се фатални и завршуваат со загинати лица или со тешко повредени. Но тие лица со ништо не можеме да ги надокнадиме и во таа ситуација обрнувам внимание посебно на возачите да ги почитуваат правилата и прописите секогаш при управување во сообраќајот. Благодарам.